совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дете, веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Лепаничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша меле. Повелете, комшија. Ги исполнува сите ваши желби. Мастеркард од Евростандард банка. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Како до вчера успешно се градеше митот на Али Ахмети, а како денеска помалку или повеќе успешно или неуспешно се руши тој мит, или фигуративно кажано, доле Ибар да живее Абас. Во раце почитувани гледачи држам книгата Господарите на војната и бунтовниците на Балканот, напишана од господинот Џон Филипс. Тој е еден британски новинар кој повеќе од 6 месеци во текот на 2001 година престојуваше во Македонија и напиша една од двете најдобри книги посветена на македонската војна 2001 година. Ова книга има еден исклучително интересен цитат за нас, цитирам, почитувани гледачи, кој отприлика оди дека на таа средба на која беше формирана ОВК 93 година беше присутен и човек под псевдоним Абас Чука. Подоцна Абас Чука станува познат како Али Ахмети и денес најблиските пријатели на Али Ахмети му се обраќаат под псевдонимот Абас. Без разлика дали го сакам или не го сакам Али Ахмети, сепак беше начело на едно движење 2001 година и денес доживува судбина да биде амнестиран од Комисијата за лустрација од Министерството за внатрешни работи на исто ниво како што е на некој начин амнестиран Латас. Па за мене тоа би било крајно понижувачки. Командантот на УЧК да биде амнестиран на таков начин кој би бил албански гласач. Он прави компромиси. За жал, јас мислам, ова е моје лично мислење, не мора да се согласат сите, дека он прави лоши компромиси. Значи Али Ахмети на некој начин е разголен пред албанската јавност. И човекот кој ги доби симпатиите на албанците, велејќи дека се бори да ги избрка македонските полицајци од вековните огништа кај што живеат албанците, денес чека тие македонски полицајци да му дадат писулче дека не бил соработник на служби. Јас мислам... Тоа е политичка мизерија која поминува тој човек во рок од некој 5 или 6 години. Јас мислам дека тоа што го реализира во рамките на власта е многу малку за еден нормален политички лидер, а не камоли за еден лидер кој што има историја на една војна организација како што е поранешната ОНА или УЧК. Бидејќи ние имаме дупка во таа биографија на господинот Али Ахмети, што всушност правил од 97 од 2001 година, господинот Џон Филипс ни расчистува дел од тие дилеми и вели дека до 1997 година Али Ахмети бил сместен во Тирана, кај што ги организираше герилските групи кои влегува на територија на Косово и на Македонија, напаѓаа полицијата. Се верува дека господинот Ахмети како војник на ОВК учествувал во неколку судири на Косово. Али Ахмети некаде 98-99 година се појавува во одредени билтини информации на Македонското министерство за внатрешни работи. Станува збор за одредени бомби подметнати во неколку суда во западна Македонија. Тоа беше еден од проблемите за Али Ахмети кој требаше да се амнестира 2001-2002 година. Значи нашите служби има одредена информација за Али Ахмети, и тоа сепак Али Ахмети повеќе гравитираше кон Косово отколку што гравитираше кон Македонија. Да, постои една кривична пријава која е поднесена против група луѓе 10 на 15 во 98 година, која ги опфаќа сите тие луѓе кои подоцна дојдаа во раководството на ОНА. Господин Митевски, кои беа првите сознања на нашите служби за Али Ахмети? Па сознанијата од 98-99, значи говореа дека
народно движење за ослободување на Косово кое беше формирано во Швајцарија, во кое Али Ахмети беше подпредседател, стои зад одредени терористички активности во Република Македонија. Постојат две линии на тоа разграничување на албанската диаспора или на незиното функционирање. Првата линија води кон Бујар Бокоши, премиерот на таа косовска влада во екзил, и кон господинот Ибрахим Руговара, и таа групација ФАРК, односно вооружените сили на Република Косово, чии темели се удрени некаде 91-92 година на територијата на Хрватска. На таа средба во Стубички Топлици на маса се ставени две тези. Првата теза — албанците да се борат по мирен пат и максималното барење да биде Република Косово во рамки на тогашната СФР Југославија, и втората теза која стане на маса да се отвори фронт на Косово и преку вооружена борба албанците да извојуваат одредена независност. Да, беа двете тези така. Затоа викам дека една од помала група беше за тоа да се веднаш формира боен штаб, па со тоа следствено на тоа значи и формирање на војни единици, како што кажавте. Мислите на ФАРК или вооружена армија на Република Косово? Па тогаш баш така ФАРК не се викаше, него се викаше Ослободителна армија на Косово. Значи прв пат на таа средба во Хрватска е отворено тоа прашање. Да, за тоа што и беше време за тоа. Постојат многу верзии кога е формирана УЧК. Во книгата на господинот Џон Филипс е многу прецизно набележано дека ОВК е формирана од членовите на поранешните марксистичко-ленинистички емигрантски групи на Косово и на Македонија, кои главно биле активни во Швајцарија и Германија, и таа е формирана 1993 година. Што всушност знае албанците во Македонија за Али Ахмети за да го доживат како една таква митска политичка фигура? Јас мислам дека многу малку знае во тој период. Некаде од 99 од 2001 година воопшто не постојат траги што правил Али Ахмети во својата кариера и во својот живот. Господинот Ахмети действувал со неговата групација во рамките на една илегална организација. За независност на Косово. За независност Косово на Косово. стана независно 99 година. За албанците да живеат во една заедничка држава. Тие беа, значи, главните програмски определби на движењето во целина. Движење за независност Косово. Тоа е движењето, тоа е името и презимето на движењето. Народно движење на Косово. Косово станува условно речено независно 99 година. Али Ахмети ни се појавува на политичка сцена 2001. 2 години и е дупка во неговата биографија. Јас мислам дека до моментот кога он беше предложен и беше значи именуван за водач на поранешната ОНА, албанците знаеа многу малку и за движењето воопшто и за господинот Ахмети лично. Како всушност оди тој трансфер на Али Ахмет од Швајцарија до Призрен? Тој често патувал не само на Косово, тој многу повеќе има патувано во Албанија и контакти со албанските служби. Во тој период, бидејќи не е тајна дека стратегијата за голема Албанија, потој за големо Косово е правена во Тирана. Така да тие негови патувања не биле реткост и службата имала информации во минатото за тие патувања. Тие две крила на косовската герила всушност бе во перманентен конфликт и во перманентни битки после ослободувањето на Косово и некаде повеќе од 100 до 150 убиства на територијата на Косово. Политички убиства се случени некаде после 99 година. Значи едната таа групација е групацијата на ФАРК, која е финансирана од Бујар Букоши, кој е премиер на косовската влада во екзил, која формира за таа потреба Дарданија банката во Тирана со основечки капитал некаде 1 милион марки. Во почетокот, подоцна тој капитал се зголемува и преку таа банка се финансирани нивните активности. И втората групација е групацијата на УЧК, која е во поблиски односи со американските служби. Тука е Хашим Тачи, тука се одредени овие марксистичко-ленинистички структури и тие се финансираат најчесто преку Беџет Пацоли, големиот албански бизнисмен или косовски бизнисмен, или преку тој фонд Татковината Вевика. Значи тоа се двете крупни групации веројатно на теренот. Точно така. Меѓутоа, јас би сакал да кажем само тоа дека ни една групација, ни едно вакво капитал собран или не може да биде без ако нема заштита од некоја тајна служба. Поготово тука
во Балканот веќе се знае, ЦИА мора да знае и знае се. Предпоставам албанската служба. Наравна ствар, и албанската служба. Значи нашите служби и нашата влада тогаш 2001 година лиферуваше одредени информации дека Али Ахмети има пензија во Швајцарија, што значи дека беше граѓанин кој ги исполнуваше сите норми за нормално живење во Швајцарија. Али Ахмети има, значи, дојдено во Швајцарија како политички азилант. Тој бил неговиот прв статус во Швајцарија. Потоа тој успел да добие на база на проценки на одредени психијатри да добие одредена пензија. Меѓутоа, негде во средината на 2001 мислам дека Али Ахмети беше прогласен за непожелна особа на Швајцарија. Па дури после независност на условно речено на Косово 99 година, тие две групации навистина се масакрираа на теренот. Имаше повеќе од 100 политички убиства помеѓу овие две групации, ФАРК блиска на Ругова и УЧК блиска на Хашим Тачи. За жал постоело такви работи. Очигледно дека во тој период 97-2001 година господинот Али Ахмети престојува и на територијата на Република Македонија, доаѓа најчесто од територијата на Република Албанија, од Тирана, кај што е чуван веројатно од албанските тајни служби, патува многу често во Швајцарија кај што ги собира тие средства со кои се купува оружје и се снабдуваат герилците на ОНУ и на УЧК да десуваат на територијата на Косово и територијата на Република Македонија. Вие рековте дека после завршување на тој конфликт 99 година на Косово, Али Ахмети се враќа во Швајцарија, меѓутоа многу често доаѓа и во Македонија, доаѓа и во Албанија, доаѓа и на Косово. Имат ли службите одредени информации што прави Али Ахмети во тие 2 години во Швајцарија? Па тоа се оние подготовки што ги прават, значи на планот на собирање на финансиски средства и купување на оружје, од каде би можеле тоа оружје да го префрлат во Република Македонија, бидејќи оружјето кое 97 по распадот на безбедносниот систем во Албанија се прелеа и во Република Македонија и на Косово и во Јужна Србија. Во тој период беше старо, а они има неопходна потреба од ново, пософистицирано оружје кое го поседува западните земји. Имате некои разузнавачки информации дека Али Ахмети учествувал во купување на ново оружје? Некаде на некои западноевропски пазари или на нелегални пазари? Тој учествувал во донесувањето на одлуките, а очигледно логистиката ја вршеле други лица што ги спомнавте, Муса Џафери, исто и вујкото на Али Ахмети, Фазли Велиу. Тоа народно движење за независност на Косово, каде начело Емро Џемаили, кај што во самото председателство се Али Ахмети и Фазли Велиу, дали беше марксистичко-ленинистичка организација? Види, Васко, вие сте, да кажем, еден од ретките новинари, прашањето ти е многу на место, многу фино. Меѓутоа, јас пак велам од тих причини не сакам јас да одговарам, бидејќи се живи, треба луѓе во даоно. Сами да одговарам. Но дека биле марксист-ленинистички, тоа не може никој да го каже дека не биле. Значи, никој не спори дека сојузната удба имала контрола врз тие групации. Никој не спори дека сојузната удба имала информатори, имала соработници во самиот врв на тие групации. Дали е тоа Народното движење за независност на Косово, дали се тоа марксисти-ленинисти, дали се тоа некои црвени бригади и така натаму и така натаму. И тоа после 91-92 година се распаѓа сојузната служба и тука на сцена предпоставам дека стапат 2 или 3 евентуално други служби на други држави, тоа се албанските служби, тоа се германските служби и тоа се американско-британските служби. Па стапот, бидејќи тука ги врзи тој интерес, тој таен интерес. Такви, затоа се викат тајни служби. Они не работат за 5 години, они си имат своја програма, оперативна програма и интересот за 20 години. Например, ЦИА знаела пред 81-а што ќе се случи со Косово за после 10 или 15 години. Иако структурите на ДОИ демантираат дека господинот Али Ахмети 99 година имал формирано политичка партија на Косово, која многу лошо поминала на тие избори, односно не освоила ниту 1% од гласовите, сепак јас ќе ви цитирам дел од книгата на господинот Мајкл Лунд, кој важи за најголем експерт за таа превенција на конфликти на територијата секаде на светот, не само на Балканот. Во 2005 година човекот е напишува книгата кој има еден сегмент кој се однесува на Македонија, како Македонија избегна граѓанската војна, и ќе ви цитирам дел од таа книга кој вели дека Али Ахмети формираше политичката партија наречена Движење 81 година, но не помина добро на косовските избори, односно по младите политичари и по младите луѓе кој Хашим Тачи помина многу подобро од него.
Во рамки на таа структура на генералштабот на УЧК или на ОНА на Косово, каде би го сместили ви Али Ахмети? Каде Али Ахмети би го сместили во таа некоја споредба, да речеме, со Хашим Тачи или со Агим Чеку? Па тој би бил на дното од таа скала, значи Агим Чеку, Хашим Тачи секогаш биле личности кои директно учествувале во сите борбени дејствија и во Косово и во Јужна Србија, за разлика од Али Ахмети, кој како фигура не е тајна дека тој нема никакво воено минато, тој нема завршено нити воена обука, нити такви информации поседуваат службите. Кога ги анализираме албанските политичари во Македонија, тогаш постои една константа. Сите почнале политички да се активираат на Косово. Па кога следиме патот на Арбен Џафери 92-93 година со Качуша Ешарија прави таа социјалдемократска партија на Косово, кога не успева на избори на Косово, се враќа во Македонија за станува на чело на ДП. Дали таква линија можеме да најме кај Ахмети? Тој вели самиот дека 81 година е еден од учесниците на тие демонстрации во Косово за независност на Косово, подоцна со Халитај, со Фазли Велију, со Емру Џемили го прави тоа движење за независност на Косово, нели тие црвени бригади, и дали имаме информација дека Али Ахмети можеби се појавил на политичката сцена на Косово, учествувал на некои избори, можеби ја пораза и подоцна се враќа во Македонија, значи сличната траекторија на политичко движење што има Арбен Џафери. Јас немам изворен податок, можам да ви цитирам што еден мој пријател од тие времења вели во својата книга која е публикувана и на македонски јазик, можете да ја купите во Скопје. Тој тврди дека во 99 година по влегувањето на НАТО, кога се одржани првите некакви парцијални избори на Косово, за да има полулегитимна структура барем во тие први месеци од кога се враќаат сите бегалци и се консолидира косовските институции, тој вели дека Али Ахмети бил наводно учесник во изборите, тие први избори на Косово, во рамките на некоја политичка партија која подоцна на изборите според податоците на Косовската изборна комисија наводно нема постигнато поголем изборен успех. Има некоја информација дека таа партија се вели Движење 81, која треба да асоцира на тие бунтови кои 81 година се случуваат во Приштина и се бара одредено формирање на Косово како република, значи така се нарекува таа партија, дека таа не освоила ни повеќе од 1% од гласовите во електоратот. Тоа е информацијата која споменатиот господин ја кажува. Значи, вие се сомневавте дека тамо некаде април-мај месец 2001 година зад завесите Арбен Џафери и Али Ахмети имат разговарано за формирање на политичка партија на УЧК во Македонија, која подоцна се нарекува ДУИ, и дека меѓу нив е воспоставен некаков договор дека ако биде формирана таа партија, жртва на таа партија всушност да биде ПДП. Знаете зошто? Сомнежот одеше со фактот дека по некоја логика требаше Имери Мери да биде поблизок со Али Ахмети. А не беше Арбен Џафери. Беше Арбен Џафери. Велам по некоја логика, затоа што едно време Имери Мери бил во истото движење, да речеме, надвори во диаспората со Али Ахмети. Во диаспората. Тоа значи една единствена работа, почитувани гледачи, дека Али Ахмети 99 година на Косово не го добива тоа што го посакува и тоа што го очекува, подоцна мора да прави конфликт на територијата на Република Македонија, да формира политичка партија и денес да биде главна политичка звезда на албанската политичка сцена. Тоа значи дека во оној момент кога човекот влага во политиката, веќе се губи таа митска димензија негова како лидер на УЧК. Апсолутно. Тоа фрла веќе нова светлина. Тоа значи дека лидерите на тоа движење 2001 година не се бореле за ослободување, условно речено, на албански територии во Македонија, туку се бореле за да направат политичка партија и да освојат власта. Тоа веќе сосема друго, тоа веќе дава една човечка димензија, не митска димензија на целиот тој процес. Јас мислам дека конфликтот во 2001 година кај албанците се доживуваше како еден процес на враќање на дигнитетот, на интегритетот, на гордоста, да не се лажеме. И сега албанците кои беа горди 2001 година, денес одат со наведнати глави. Бидејќи некој излезе, фрли 4 или 5 досија, точни или неточни, тоа веќе не е моја и ваша работа, меѓутоа тие досија фрлија дамка, не само на 2001 година, туку и на личностите, денес албанците одат со наведнати глави, ако тоа го правиле македонците 2001. Не само досијата. Да ги оставиме настрана досијата. Имаме многу политички проекти кои што се моноетнички, монорелигиозни и се монопартиски, кои што ги турка партијата ВМРО ДПМН и лично господинот Груевски. И на крај албанците се вработуваат во администрација, им дава некој плата, а луѓето седат дома.
Има ли по-мизерна и по-бедна позиција за еден млад човек да заврши факултет, да му дава некој 12 или 14 денари или 20 денари, да не му обезбеди столче или работна маса во некој министерство и да дреми дома? Јас мислам дека ова е највулгарната злоупотреба на состојбата во кое што се наоѓаат албанците во социјален и економски план и некој да ја ова состојба да ја употребува за политички цели и мислам дека не само господинот Ахмети тоа не сме да го направи ни еден од политичките лидери на албанците. Слушнете ова политичка приказна, почитани гледачи, таа е многу интересна, како лицето со псевдоним Абас доаѓа всушност на чело на УЧК и дали тоа лице Али Ахмети. Дали ви е познато името Емруш Џемили? Да, ми е познато. Емруш Џемили беше на чело на тоа движење или народно движење за ослободување на Косово. Близок пријател на Пазди Велију, подпредседател на тоа движење некаде пред ослободувањето на Косово е Али Ахмети. Види, Васко, за ови луѓе и за други, и за групи, и за организации, поготово од албанска емиграција, имам доста сознание. Можам да дебатирам со сати, меѓутоа од X објективни и субјективни причини не сакам детално да ги обработувам, бидејќи... Претат ли? Не, мене да ми прет. Вие сте поминале и сито и решето во во животот. Да, не може полошо да ме терат од 81-а што удба ме изведе пред пушка. Нема нешто што да ми претат. Меѓутоа... И то политички ако анализираме. Емруш Џемили на чело на тоа движење. Да, меѓу мене... Знаете зашо ја прашам? Бејќи тој Емруш Џемили во Македонија, во албанските политички кругови во Македонија, важеше како човек кој требаше да биде првиот лидер на УЧК во Македонија. Затоа ве прашам дали го знаете Емруш Џемили. Да. Има една интересна средба која се случува во еден клуб во Цирих, почитувани гледачи, на која средба присуствуваат господинот Али Ахмети, неговиот Вујко Фазли Велију, министерот во владата во сенка на Косово Рамуш Тахири и други албански активисти, и меѓу нив на таа средба е Емруш Џемили, кој таму избран да биде воен координатор на ОНА на територијата на Република Македонија. Дали сите вие прво сметавте дека Емруш Џемили, кој е близок пријател на Фазли Велију и кој денес има одредена татковинска или како се нарекува партија со седиште во Урошевец, е лидерот на ОНА во Македонија? За разлика од Али Ахмети, Емруш Џемили беше многу потврд. Затоа е елиминиран на некој начин? Затоа тој е елиминиран и не се прифаќаше такво нешто. Затоа Али Ахмети доаѓа на чело на Али Ахмети веќе тогаш мислам дека беше назначен. На овој начин, почитувани гледачи, мислам дека е расчистена веројатно клучната дилема, дека всушност господинот Емруш Џемили требаше да биде воен лидер на структурите на УЧК, на структурите на ОНА, на територијата на Република Македонија. Бидејќи има господин Рамадани еден кеп од 2 месеци кога се случува тоа што се случува во Танушевци, некаде јануари, февруари 2001 и март месец кога се официализира Али Ахмети, ја претпоставам дека во тие 2 месеци всушност ферментира во врвот на УЧК кој да биде тој што ќе биде представен како политички лидер на таа организација. И тука на некој начин Али Ахмети го победува Емруш Џемили, условно речено. Јас мислам дека и моите впечатоци се тие дека и од првиот разговор, од првата средба со Али Ахмети видевме дека се работи за помодериран. Мислам, човек кој иако беше начело на ОНА, тука на чело се наоѓа Емруш Џемили, една доста интересна политичка фигура на Косово и многумина смета дека всушност Емруш Џемили треба да биде лидер на УЧК. Па дефинитивно, кога беше формирана Ослободителната војска за Косово, Емруш Џемили беше еден од првите луѓе во генералштабот на ОВК на Косово. Кога според вас ЦИА и британските служби МИ-6 имат воспоставено првите контакти со тие структури на УЧК, ако велиме дека комуникеата кои заличуваат на американската ЦИА и на МИ-6 почнува да се лиферуваат некаде април-мај месец 2001 година, дали тоа можеме да го земеме како граничен момент кога ЦИА и британската служба ги воспоставуваат тие тесни релации со структурите на УЧК во Шиповица? На 2 нивоа во присуството на странските служби во овој регион. Во 90-тите примарна служба во регионот е германската БНД. ЦИА доаѓа по 96-97 година да биде главна во регионот и да ги насочува сите други спрема така наречените конечни контури на Балканот. ЦИА доаѓа подоцна.
Зборувам за службата. Инаку, ако сакате формално, ција со договор со македонското МВР е тука на назад 17-18 Кога велите дека има две нивоа, тоа одговара на две структури војни кои се случуваат во албанскиот политички и безбедносен кампус. Едната е структура која условно речено е под контрола на Ибрахим Ругова, тоа се структурите на ФАРК. Темелите на таа организација се воспоставени некаде Стубички Топлици 1991 година. Тука начело на косовската влада е Буер Букоши, се формира таа банка Дарданија во Тирана и од тама се финансира тие структури, ФАРК или ФАРК структурите, и втората е структурата која контролира Хашим Тачи. Тоа се значи УЧК, ОНА, АНА или како се уште ќе се нарече, и тие две структури цело време се во перманентен конфликт кој ќе има воена доминација на косовското подрачје. Точно, во груби црти точно, оној што ќе има војна доминација на Косово и пошироко во регионот, значи во војна смисла кој ќе доминира, тој ќе доминира и политиката после конфликтот. БНД беше многу подоминантна кај ФАРК, значи по сите информации, додека ЦИЕ е подоминантна кај структурите на Хашим Тачи, и се раскажу за таа насредба на Леманското езеро во Швајцарија, кај што прв пат се направени тие директни договори на американската ЦИЕ на Хашим Тачи, тоа е некаде 97-98 година, и тогаш вела дека ЦИЕ ја воспостава целосната контрола врз тоа движење. Можно е, не знам. Можно е. Едно од трите клучни прашања на вечерашната емисија, почитувани гледачи, е како ЦИЕ воспостава целосно контрола врз структурите на УЧК. Американците, односно Джеймс Рубин, тој го зима како свој партнер Хашим Тачи, имат неколку средби во Швајцарија на Женевското езеро. Вашите служби имат информација веројатно Има исто информација, ми сме све те информације. Джеймс Рубин е тогаш помошник на Медлин Олбрайт. Медлин Олбрайт, он е био нjen клучни човек кој обавља те послови. Да, денес сопруг денес на познатата новинарка на CNN, Кристијана Аманпур. Јесте. Значи, тада американци креќу да раде sa OVK i dovode praktično OVK tu gde su ga doveli. Емруш Джемил е денес лидер на мала политичка партија во Косово со седиште во Рошас, меѓутоа во текот на 90-те години беше клучната личност на албанската емиграција и беше човекот кој беше начело на тоа движење за независност на Косово. Тој фонд, татковината вика, имаше многу приказни, имаше многу спекулации, имаше многу информации за злоупотреба на одредени финансиски средства, станува збор за некаде 5 милиони марки, и дека одредени лица кои денес се многу битни политички фаци во Република Македонија имале пристап до тие пари, имале пристап до тие средства и дека дел од тие средства ги има злоупотребено. За жал има, меѓутоа тоа е жалосно, бидејќи треба да свати тој кој ги трошил, дека народот ги дал. И сега да прават вили, да прават коли, да прават оно. Дека Али Ахмети дошол во конфликт со некој од лидерите на УЧК на Косово и дека во еден временски период бил благо дистанциран. Имаше информации за нивни недоразбирања, тие беа најдрастични кога беше во прашање фондот татковината повикува. Значи сите пари што доаѓа од албанците во Западна Европа и во прекоокеанските земји, тие пари немаше легален начин на трансфер и секогаш при доаѓањето на тие пари имаше одредени подметнувања дека одредено лице во врвот на генералштабот на ОВК, потоа и на ОНА, дека ги проневерило. Така да тие работи до ден денес не се рачистени, спомнувани се огромни суми до 5 милиони германски марки дека се проневерени од страна на врвот на поранешната ОНА, меѓутоа никога што не е докажано. Гледате како УДБА, например, има целосно контрола на тие фондови. Дури сметките, например, ги знае. Дури знае во кои банки се формирани. Дури знае како тие сметки и како тие трансакции се реализират преку Швајцарија, преку Шведска, преку Норвешка, преку одредени сметки во Албанија. Пример, само ќе ви прочитам, да речеме, ова Германија, уплати се вршеле на рачун на националниот движење за ослободување на Косово, некојаш пар касе Дизелдорф Верен Косово, некоја шифра 36023489. Гледате, значи, они дури сметките ги знаат. Например, има Народен покрет за Косово или Народно движење за Косово, конто Башкими, отворено во некој град Волен. Да. Сите тие сметки ги знае УДБА, ги има точно прецизно. Обавезно. УДБА, друго што ние сега
се прави некој тамо може да фрли камења и дрва и што ја знам. УДБА била една голема машинерија во Балканот. Тоа треба да не биде јасно. И ни една тајна служба од форматот на УДБА која била и КОС не можеле они да работат без инфилтрирање на своји агенти, оперативци, соработници во самиот тој круг, во самата таа група, во самата таа мрежа и тој регион. Значи Ибар беше крупна фигура на тоа разузнавање Били обавештање. тоа су били врхунски асови. Интересна е целата конструкција и приказ на почитувани гледачи, денес после 10 години станува сосема јасна дека некаде 99 година дел од структурите на УЧК кои стануваат без власт на територијата на Косово се префрлат на територијата на Прешево, Медвеđа и Бојановац после дозволата српските власти да интервенираат на тој простор. Дел од тие лица се повлакат на територијата на Република Македонија во Танишевци. Првично се тие одредени структури кои се бават со разни форми на контрабанда и подоцна тоа е Николецот кој ја предизвикува таа криза 2001 година во Македонија. Кога ве слушам вас и останати други аналитичари, луѓе кои ги знаат овие работи, испаѓа дека одредена групација на локални шерифи или на локални борци го отпочнаа тој конфликт во Македонија 2001 година, те имаат одредена идеја дека се борат за некое големо Косово или независно Косово, дека некој им кажа дека зад нив стојат американците, меѓутоа никој од нив 2 или 3 месеци не знае кој е лидер на целата таа организација. Па не е тајна дека првите команданти кои се појавија во поранешните кризни региони беа познати наркодилери. Нинослав Крстич е генералот на српските специјални сили, кој 99-2000 година ги водат тие битки во делот на Прешево, Медвеđа и Бојановац, ги поразува структурите на УЧК. Еве го неговото тврдење и размислување кои се тие структури и како тие се повлакат на територијата на Танушевци. Генерале, кој во моментот е контролира македонско-косовската граница? Во моментот, значи ја мислам да тоа највише контролу спроводе разни групе, криминални групе и така дале. Добро вооружени? Добро наоружени, добро опремljeni, добро познају тај простор. Значи генералот Крстич ги води тие акции. Неговата теза дека всушност тие структури кои србите ги потиснуваат во тој дел на Прешево, Медвеđа и Бојановац се префрлат првично на територијата на Македонија и тие се никулците на таа Иона Јана и тоа што се случува 2001. Тоа нема потреба да се мистификува, тоа е така. Значи зоната Б беше дозволена, скоплената зона Б беше дозволена, им беше дозволено децидно им беше дозволено напишан на писмен начин на српските сили да влезат. Воениот простор остана забранет за нивните авиони, меѓутоа во копнената зона Б тие навлегува, тоа беше во ширина од 5 километри. Тоа што тамо беше потиснувано доаѓаше кон југот. Во првите 2 месеци од конфликтот 2001 година структурите на УЧК во Република Македонија се борат без при тоа да знаат кој е начело на нивната организација пред да им биде соопштено дека тоа е всушност лицето со псевдоним Абас. Значи го добро ве разбирам. Дали американските служби имаат контрола врз Али Ахмети и соработка со Али Ахмети во моментот кога она се јава како фактор во Република Македонија или тие контакти постојат многу порано, да не речам десетина години порано? Сигурно порано, тоа уште пред почетокот значи на борбите на ОВК на Косово, тие контакти биле направени со него, а тоа не било воопшто тешко да се направи не само во Швајцарија, туку и во Албанија, а потоа и на Косово. Дури тогаш, почитувани гледачи, странските разузнавачки служби кои дотогаш во темница работат на територијата на Република Македонија, првпат јавно се појават во Шипковица, првпат јавно се појават во Призрен и почнуваат да го промовираат Али Ахмети или лицето со псевдоним Абас. Господине Пендаровски, како се појава Али Ахмети 2001 година, како нашите служби, наша држава првпат дознаваат за Али Ахмети, значи некаде Танишевци јануар-февруар 2001 година, седе некаде до март месец ние воопшто не знаеме кој е начело на таа структура. Не знам како се појавува, меѓутоа факт е дека се појавува со соопштение во кое таа структура тогаш најавува дека нивни политички представник ќе биде господинот Али Ахмети. Тоа е март. Значи 2 месеци има еден грейс период, значи има еден лимбо период кога се случува Танушевци и после 2 месеци таа структура со соопштение вели дека Али Ахмети е нивни политички репрезент. Да, дури во март 2001 е тоа соопштено на јавен начин, значи со соопштение до јавноста тоа е направено. Претходно ние немавме во тогашно време, во тоа време службите немаа податок кој формално е ниту на военото, ниту на политичкото крило на таа организација. Вие бевте шеф на македонската тајна полиција или тајни служби 2001 година. Кога првпат македонската служба дознава дека Али Ахмети е начело на тоа движење, на таа УЧК во Македонија? Имаше информации дека уште додека беа борбите на Косово, дека Али Ахмети е во генералштабот на ОВК на Косово и дека
со тек на време одредени активности во Република Македонија ќе бидат преземени под негово водство, како што ви реков, политички директор на ОНА. Еве што вели Исмет Рамадани, кој е дел од таа 4-члена група на ПДП кој оди на тие преговори во Призрен, какво да до Призрен, кој го организира тој нивни пат во Призрен и какви се нивните први контакти со Али Ахмети. Значи вие некаде во април месец 2001 година во Призрен се среќавате со Али Ахмети. Да. Од тој период Али Ахмети се уште не е дојден во Македонија. Не беше уште дојден. Се уште на некој начин се крие од КВОР, бидејќи има претходно македонската влада распишена потерница за него 98 година, значи пред изборите 98 година, значи се наоѓа во Призрен. Како вие стигнувате до Призрен? Одиме преку врската што ја најдовме во Приштина. Значи до Имате помош од британската, од американската амбасада? Не. Тогаш единствениот човек со кого ние разговаравме и дури тој сакаше да воспостави контакт со Али Ахмети, беше господинот Фровик. Дали вие во тој момент знаевте кој е Роберт Фровик? Лично јас го знаев господинот Фровик, го знаев лично затоа што како парламентарец се сеќавам јас дека тој од време на време беше и ангажиран и во војната, односно кризата во Босна и Ерцеговина. Каква е според вас улогата на Али Ахмети? Али Ахмети се појави како политички директор на ОНА, додека Гази Мострени беше првиот човек на генералштабот на ОНА, меѓутоа тие не беа присутни за време на војниот конфликт во Република Македонија, тие за цело време беа во Призрен. Ве охрабри ли господинот Фровик дојте на средба со Али Ахмети? Да, не охрабри. Како американците успева да го наметнат Али Ахмети како лидер на ОНА во Македонија? Значи првичната слика е во Шипковица снимен во воена униформа. Луѓето велат дека и на тие разговори кои се водат со него, со представниците на ДП, со представниците на ПДП, Али Ахмети никош не бил во воена униформа. Велат дека прв пат облекол воена униформа да биде направена таа фотографија во воена униформа и со книга во рацете, односно се представи и како генерал и како миротворец во исто време. Па тоа се методи на сите разузнавачки служби, да одредени личности тие одреден временски период ги проучуваат и одбираат кое лице би било најпогодно да се појави во една таква улога. Очигледно изборот е паднат на Али Ахмети како најпогоден човек. А кој командант на една структура? За мене беше секојаш логички прашањето зашто не беше начело на таа структура во Македонија, туку командуваше од Призрен, например. Па добро, тој во една фаза, првата фаза беше само политички представник. Тогаш помина како се назначи како прв командант на УЧК. Значи ги спои во двете функции во едно. Да. Значи од прво време само политички представник, Зимо Стрени начелник на генералштаб. Ние тогаш кога се сретнаа со него, тој беше само политички представник. И значи подоцна се враќа во Шипковица. Да. Кој ги прави првите контакти со Али Ахмети и со структурите на ОНА? Дали тоа се американските служби или британските служби? Па тука немаме точни информации. Факт е дека и едните и другите праќа инструктори, познатите кампови во Албанија, потоа по заминувањето на српските безбедносни служби, нивно повлекување од Косово, кампови се отворија и во јужниот дел на Косово, кој граничеше со Македонија. И вашата теза е дека всушност некаде после третото, четвртото комунике, британските и американските служби воспоставуваат контроли врз таа воена организација на теренот. Промената во реториката на ОНА во тој период значи по мене само една работа. Дека меѓународниот фактор, и службите, и официјалниот фактор, и дипломатијата, и политиката, и тајните служби работат на иста цел. Да се задржи конфликтот во Македонија во тие рамки. Да не се прелее, не зборувам за границите, туку да не ја зафати целата држава и да не отидеме во целосна граѓанска војна. Значи, во тој момент, кога ќе приметите реториката дека се менува, да знаете дека постојат советници од страна кои им велат ова нема да пројде бидејќи утре треба да продолжиме да градиме заедничка држава. Значи цело време Али Ахмети е всушност во Призрен. Тој е политички директор, дека воен стратег на УЧК во Македонија Зимо Стрени. Да. Вела дека не само Али Ахмети, туку Зимо Стрени и Фазли Велио цело време се во Приштина, дека всушност со командантите функционираат и комуницираат со помош на одредени сателитски телефони кои им ги дава американската армија за да не може македонските служби да ги прислушкуваат. Да, Министерството не располагаше со опрема за следење на
сателитските комуникации, односно тие сателитски телефони, се спомнуваше одредена бројка од 18 телефони, кои покрај генералштабот, значи кој беше во Призрен, го има командантите на терен, со кој слободно комуницира и значи на тој начин беше воспоставена координација на одредени активности во кризните региони. Значи, Османе Митевски, ако добро ве разбирам, во моментот кога Али Ахмети сака да дојде од Призрен во Шипковица, тука да биде сликан или да се представи на командантите кои се борат за него, тој тоа го прави со помош на американската армија, тие со помош на хеликоптери или на борни коли го носат или во Липковскиот регион, или во регионот на Шипковица. Точно, имаше такви случаи. Со хеликоптер до одредена локација, таму превзиман со транспортер на КВОР, беше транспортиран до местото каде што требаше да се појави, да го запознаат локалните команданти, да видат кој стои зад борбата на албанците во Македонија. Клучната дилема која тука се поставува, почитувани гледачи, која треба да биде расчистена наредните неколку месеци или наредните неколку години, е дали македонските служби имале во врвот на УЧК одредени соработници под псевдоним Абас и дали всушност тие луѓе биле целосно на линија на македонските служби и во текот на таа војна 2001 година. Значи, едно од комуникејата на ОНА вели дека униформата на македонските окупатори ќе биде напаѓана до ослободување на албанскиот народ. Се повикуваат полицајците да се вратат во своите домови, да не го дават залудно својот живот поради некои илузионистички македонски планови за доминација врз албанското мнозинство на тие територии. Значи, тоа се едно од првите 2 или 3 комуникеја на ОНА. После третото, четвртото комунике, јасно се гледа раката на одредени странски служби. Предпоставам прво е британската служба, подоцна американската служба, и има суштинска промена во комуникејата на ОНА. Прво е американската служба, па подоцна е британската служба. Ако зборуваме за началниот или генералниот пристап, таа теза која, ако е воопшто точна, ја ја застапувам, мислам дека имам аргументи во таа насока, таа теза директно ја подкопува, ја поништува тезата дека ЦИА и другите тајни служби на Западот работеле на разнебитување на Македонија. И господине Пендаровски, кога денес разговарате со луѓе од врвот на УЧК или на ОНА 2001 година, тие меѓу редови ќе ви признаат дека одредени структури на британската служба доаѓале до Шиповица, доаѓале со веќе напишано комунике кој е на англиски јазик и го предавале на командантите на ОНА, кои само го преведувале на македонски или на албански и така го лиферувале до македонската јавност. Па дури структурата на реченицата на тие последни 2 или 3 комунике е токму британска или американска. Има и некои други, значи да пробаме да откриеме уште некои од елементиве кои се исто така познати, ама ги забораваме. Значи првиот човек кој јавно зборува за поинакво уредување на Македонија е тогашниот амбасадор на НАТО во Македонија, тој е германец Аев. Она што Аев го кажува во едно интервју за македонски медиум, подоцна станува планот на Фровик. Планот на Фровик е она што е подпишано во Призрен од тројцата албански лидери во тој период. Тоа што е подпишано во Призрен е рамковниот договор денес. Значи, јас ќе ве дополнам уште малку. Значи, господинот Тајф, кој тогаш е амбасадор на НАТО во Република Македонија, е последниот германски амбасадор во поранешна СФР Југославија, период кога се распаѓа СФР Југославија, од 1991 Така, човек кој одлично го познава регионот и неговите локални јазици, неговите локални табиети и кој има, освен номиналната неспорна наклонетост на својата сопствена држава, има одлична комуникација и со другите моќни западни држави. Многу навелат многу високи позиции во германските разузнавачки служби. Не би можел тоа да го кажем во јавна интервју. Кој е господинот Фровик? Господинот Фровик е сличен профил на господинот Ајф, само што работи преку океанот и доаѓа 90-те години во овој регион. Човек со неспорни промакедонски ставови. Кога велам промакедонски, не мислам во етничка смисла, туку Македонија да мора да се задржи во овие граници. Неговите ангажмани во ОПСЕ се на широко познати, она што не е познато, неговите активности зад завесата се многу побитни и тие неспорно и покрај ставот на македонската влада во мај месец, која беше на граница да го протера, тој став беше погрешен, значи и покрај тие ставови на официјалната македонска политика во мај месец 2001-та, јас мислам дека тој човек имаше и задача и желба Македонија да остане во овие граници. Господинот Фровик е денес починат. Дали беше висок офицер во американските разузнавачки служби? Можеме да нагаѓаме по она што по информациите кои ги поседуваше, сите ние што сме имале прилика да разговараме со него, можевме да насетиме дека го познава и тој свет. Фровик го наследува, можеби не формално правно, но сепак го наследува како оперативна функција господинот Пердју, за него знаеме дека е полковник во американската разузнавачка служба и тој ја одработува таа булдожерска работа на преквалификација на ОНА и УЧК од одредена војна структура во политички фактор во Република Македонија. Гледате, присуството на господинот Пердју во Македонија, заточно со неговиот подпис на рамковниот договор, покажува јасно дека ниту ЦИА, ниту војната разузнавачка служба на Пентагон немала намера да ја растура Македонија. Инаку, ќе пуштала работава да оди понатаму
И на наредните неколку месеци ние ќе имавме граница на помеѓу Тетово и Скопје. Значи тоа значи, господин Пендаровски, дека чим има подпис на полковник на ЦИА на рамковниот договор, дека проектот на рамковниот договор, ако ништо друго, барем е поминат низ филтрите на ЦИА. Да знаете, не постои американски званичник кој би ставил подпис на документ, а во Вашингтон да немаат долгорочни планови со таа земја. Кога гледавте 99-та година, како се формира УЧК, ООН, АНА, кога гледавте 2001 година, како се формира АНА и УЧК во Република Македонија, а вие 90% од тие луѓе ги знаете по разни канали, дали сте ги третирали, дали биле ваши соработници, јас претпоставам дека сте биле најстрикниот човек кој точно знаел кои се тие луѓе, што работеле, какво им е минатото и што можеме од нив да очекуваме. Не, јас сам рекол, види богати, дали е могуче. Ево, тако сам, то сам тако коментарисо. И сега сите се учека. Ја на некој му кажеш дека работел за некој служба, вика не. Јас можеби сум соработал со некој служби, ама за идеалите на УЧК сум се борал. Значи, ми испеѓа дека ова УЧК е некако ластик нешто, кој може толку да се растегне и да ми ги покрие глупостите на сите што ги имат праено во соработка со тие југословенски служби, албански служби, американски служби или какви ли се не уште служби. Точно ти е тоа што ми го објаснуваш мене, што и јас го знам. Меѓутоа, јас ќе ти дам еден друг пример. Например, Адем Демачи со децени бил по затвори. Меѓутоа, на Адем Демачи да му спомнуваше еден лош збор за Енвер Хоџа или за Сталин, он ќе беше вечен непријател со тебе. Значи, непоправлив сталинист и енверист, сега веќе се изменете многу работи. За УЧК не се знаеше доскоро што е УЧК. Господине Демачи, искуството не учи дека 2001 година ООН беше помагана со оружје од Косово. Дека сите тие парамилитантни структури доаѓа од Косово преку Шарпланина. Вие бевте политички представник на УЧК. Вие точно знаете со кое оружје располагате, со колку сили располагате, кој ве финансира, кој ве помага. Тоа вас е многу јасно. Нама су дошли албанци из Македонија, па су нама помогли кад смо имали посла со Србија. Ми смо били должни да ја помогнемо. И ако доđe у опасност, ако опет у Македонiji bude veliko makedonski šovinizam, opet digo glavu, opet će mu pomoći. To treba da računate s tim. Цело времената албанска политичка и безбедносна сфера има на некој начин ривалитет помеѓу две структури. Структурата на УЧК, кај што начело е Хашем Тачи, и структурата на ФАРК, која на некој начин формирана 90-91 година во Хрватска, кај што се Бујар Букоши, кај што се Ибрахим Ругова. Тие две структури можеби во еден временски период делувале впрегнато за албанските интереси на Косово, меѓутоа сепак тој ривалитет постоеше и се чувствуваше цело време. Да, тоа беше присутно бидејќи во контактите што ги имавме со албанската служба во тој период, тие не криеа дека имаат контакт, односно контрола над Бујар Букоши, а тоа не може да го кажат за Али Ахмети, Гази Мострени и останатата структура на она во Македонија. Значи сметате дека западните служби имале целосна контрола врз Гази Мострени и Али Ахмети, за разлика да речеме од албанската служба која имала контрола само врз Бујар Букоши, кој беше премиер на таа косовска влада во екзил. Да, па и од тие контакти што ги направивме во почетокот на воениот конфликт во Република Македонија со директорот на албанската разузнавачка служба, тој тоа ни го потврди. Таа средба е во Охрид, помеѓу вас и шефот на албанската тајна служба. Да, тоа беше договорено помеѓу двата премиера на Македонија и Албанија, каде што албанската служба отворено кажа дека нема контрола на овие луѓе. Останете со нас и по рекламето, проследи финалето на нашето вечерашно досие на тема кој е Ибара, кој е Абас. Ало, слушо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Дец веднаш се враќам. Повелете комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Лепаничете комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија. Ги исполнува сите ваши желби. Мастеркард од Евростандард банка. Дали после сите овие силни афери се уште може да свети митот на Али Ахмети во албанската политичка јавност и дали денес се уште со право зајас може да се смета како кумровец меѓу албанците? Пример, целото зајас е многу интересно. Значи не само поради војкото Фазли Велио и внуците Али Ахмети и Муса Џафери, тука е веројатно познато многу порано и во текот на Втората светска војна, Мефейл Зајаси, значи Джемо Балистот и Мефейл Зајаси се двајцата
клучни играчи кои сме ги сметале како носители на тоа балистичко движење во рамки на Западна Македонија. Мефел Зајаси има свој син. Да, точно. Дали ви е позната шифрата Буковик? Да, точно. Види, Буковик, тоа е едно досие, порано било досие за лице, се работи за Алит Шеху, тоа е син на Мефаил Зајази, знаеме кој бил Мефаил Зајази, меѓутоа они успевале после оперативци, двајца оперативци кои ги знам по име и презиме, не сакам да ги спомнувам, и го врбуват. Значи, синот на Мефаил Зајаси, кој е еден од лидерите на балистичкото движење во Македонија, Сојузната удба успева да го врбува. Само да кажам само како пример како таа машинерија мелела, како таа машинерија функционирала. И таа била една машинерија која во врвот на својата мок, тамо некаде 70-80 година, веројатно била една од 5 најаки служби во светот. Точно, токму така, па на службата на државна безбедност и на КОС не му интересирале обични луѓе. Ако Али Ахмети не е мит, ако нема митска улога, кој што, например, имал Јосип Брос Тито во текот на Втората светска војна, тогаш ќе разочарате многу жители на Зајас кои го доживува дека Зајас е албански кумровец во Македонија. Во Зајас господинот Ахмети може да се доживува како мит, но во овој момент господинот Ахмети и групацијата која што е околу него живеат многу добро, веројатно имаат многу пари. Вие сте биле на некој начин дел од структурите на УДБА. Да. Дали сте читале, дали ви се познати имињата Емру Џемели, Паздевелију, Али Ахмети? Не ве прашувам каква функција. Дали воопшто како припадник на службата сте знаеле за нив? Види, на државна безбедност во Македонија, например, не го интересира толку за Емру Џемели, или бидејќи тие биле се под контрола на сојузна служба. И тоа за Паздевелију, за Али Ахмети, веројатно сте имале интерес. Они на сојузна служба, ако го интересира за Али Ахмети, она ќе бара информации да ни доставате кој е Али Ахмети или каде е то село Зајас и така натаму, меѓутоа. Добро, сте знаеле ли за нив дека постојат воопшто? Еве, не мора да одговорите. Знам за други работи, знам, имам информации за низ важни работи кои се многу важни и за историјата, што треба да се пишуваат и книги. Добро, историјата ќе пишуваат историчарите, ние сте телевизиски мисли. Ако бидат искрени да пишуваат. За Емру Џемели сте слушнале? Нив ги држел повише Селим Броша. И се што било... Кој е Селим Броша? Селим Броша бил началник на служба на одреден сектор за Косово. За Косово задлужен. Да, он директно реферирал на сојузна служба во Белград, на Стане Доланс и на Здравко Мустач. Како шеф на македонската тајна полиција, македонските тајни служби 2001 година, кој е денес, 10 години подоцна, вашата прва асоциација на Али Ахмети? Па тоа е случајно избрана личност како погодна за да биде лидер на... Од кого избрана? Од албанскиот политички фактор или од меѓународната заедница? Не, дефинитивно од странскиот фактор. Ова беше емисијата во центара, сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ве вечера може да просете нашето телевизиско досие. Кој е всушност човекот кој се крие под тој псевдоним Абас и како има градено митот и својата политичка кариера? Не се гледаме и од петок во истото време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.